Со коледарските огнови и коледарчињата на Бадник се најавува рождеството Христово, Божик. На Божик рано утрото почнува богослужба во црквите. Причесната следува по службата кога искараните треба да се помират. За Божик, верниците во православните храмови со светја во рака си посакуваат здравје, среќа, љубов, мир и благосостојба. Со утрински божитни литургии во сите цркви, Македонската православна црква Охридска архиепископија го празнува празникот на раѓањето на Исус Христос. Свештените лица посочуваат дека празниците како Божик ги навраќаат луѓето кон своето битие, но и кон човечноста и хуманоста. Божик е мајка на сите христијански празници, денот на раѓањето на Богочовекот Исус Христос. Овој празник се слави меѓу верниците во чест и слава на раѓањето на Спасителот. На Божик, еден од најголемите христијански празници, богослужби се одржуваат во повеќе храмови на Кривополанечкото архиерејско наместништво, во црквата Свети Теодор Тирон, село Конопница, Свети Никола во село Псача и Пресвета Богородица во општина Ранковце. А божитни богослужби се одржуваат во текот на празничните денови и во манастирот Свети Јоаким Осоговски, јадрото на Осоговско-Кумановската епархија. На вториот ден на Божик, 8 јануари, света божествена литургија се одржа во црквата Свети Великомаченик Димитрий во Крива Паланка, со која чиноначалствуваше митрополитот Кумановско-Осоговски, господин доктор Јосиф. Да го спомне Господ Бога во царствие свое, всегда нини присно и во веки веков. Амин. Господи, Господи, погледни од небото и види, и посети го валозје Твое и утврди го, што го насади Твојата десница. Господи, Господи, погледни од небото и види, и посети го валозје Твое и утврди го, што го насади Твојата десница. Без Божик немаше да има ни Велик ден, ни Духов ден. Па и светителските празници би биле невозможни без денешниот празник. Чествувајќи ги светителите, црквата всушност ја прославува тајната на Божиото во човекучување, бидејќи тие во својот живот ја исполниле целта на Христовото раѓање. Бог стана човек за да му овозможи на човекот да се обожи. При празнувањето на овој голем ден, но и на останатите празници, најважно е пред се суштината на чувствувањето. Целта на новиот народ Божи, на христијаните, не е распадливото, привременото, земното задоволство, туку небесниот, духовниот и нов Ерусалим. Празнувањето пред се е радување во Господа, а радост во вечниот благомладенец никој не може да ни ја одземе, како народ разделен во татковината и раселен по светот, да се трудиме празниците да ни бидаат денове за духовна радост и единство и да покажеме со вера и делата своји дека со нас е Бог и ние сме со Него. Честит Божик и благословено новото лето Господово. Христос се роди. Христос се роди. Христос се роди. На литургијата учествуваа свештените лица од Кумановско-Осоговската епархија и од Кривополанечкото архиерејско наместништво. А по завршувањето, митрополитот Кумановско-Осоговски Јосиф го ракоположи во ѓакон Александар Стефановски. Повелите високо преосвященейши владико, достоен. Откако ги спомнавме сите свети, пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј.
За принесениве и осветени честни дарови, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Та човеколюбивиот Бог наш, откако ќе ги прими во својот свет над небесен и духовен жртвеник, како благопријатна духовна миризба, да ни испрати божествената благодат и дарот на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се избавиме од секаква... Божиот храм на овој свет празник собра голем број верници кои со добра мисла го прославија вториот ден Божиќан. Божик е голем господски празник и се слави во спомен на раѓањето на Господ Исус Христос. Овој празник е матица на сите други црковни празници, бидејќи со Христовото раѓање се смета и почетокот на новата ера. Овој празник почнува да се празнува при крајот на 3-тиот век, затоа што дотогаш црквата не му придавала многу значење на телесното раѓање. Многу поважно го сметала духовното раѓање, односно крштението, и затоа овој празник се славел заедно со крштевањето на Господ Исус Христос и бил наречен Епифанија. Со Божик е поврзана и поговорката пред Божик, зад Божик дома да си, што има значење дека за време на големиот празник треба да се биде дома во кругот на семејството и тука да се слушне и да се прослави радосната вест за раѓањето на Спасителот. На Божик верниците се поздравуваат со христијанскиот поздрав Христос се роди, на вистина се роди. Нека е за многу години.